Минимална плата од 500 евра, но со замрзнати придонеси. Ова е ставот на Стопанската комора на Северозападна Македонија. Потенцираат дека ваквото решение е најсоодветно, со што нема да се поттикне инфлација. Од друга страна, ќе се намали сивата економија која што е на многу високо ниво од околу 30% од бруто домашниот производ. Од комората велат дека Македонија ги има највисоките придонеси во регионот и пошироко, а државите кои веќе размислуваат за долгорочен одржлив развој и раст на економијата почнаа да применуваат вакви концепти на намалување на придонеси, како што е случајот со Црна Гора и Босна и Херцеговина. Стопанската комора на Северозападна Македонија е првата институција која излезе со ставот да се зголеми минималната нето плата на ниво од 500 евра, имајќи предвид дека се наоѓаме во незавидна економска позиција, особено кога станува збор за конкурентноста на нашата држава и нејзината економија. Ова зголемување на платите треба да се направи паралелно со замрзнување на придонесите, односно придонесите да останат на истото ниво на сегашната минимална плата и да не имаме прогресивно пресметување на истите, како што е сегашниот случај, туку да бидат пропорционални, односно да останат на ниво од 32% од нето платата. Од Организацијата на работодавачи велат дека и замрзнати придонеси може да направат подоцнежни проблеми во функционирањето на бизнисот и тие се на ставот дека треба сериозни анализи пред да се влезе во било какви покачувања. Владата некој пати кажа дека тоа не го прифаќа, дека нема средства во буџетот планирани и би бил гол популизам ние да велиме сега ајде ние го прифаќаме тоа. Сега теоретски гледано на работодавачот би за тој период од една година би му одговарало да ги покачи платите без да плаќа придонеси, но ние го почитуваме и ставот на владата дека за тоа треба да се обезбедат средства во буџетот. А Македонија не се наоѓа во некоја позиција кај што има некој огромен економски развој, па може да си дозволи на товар на нови давачки, нови кредити да зголемува плати. По вчерашната средба со премиерот Мицкоски од ССМ велат дека владата не е против зголемување на платите, туку проблем се другите синдикати. Од КСС се изјаснија дека е прифатливо тоа што го нуди законот. Преговорите за минималецот ќе продолжат на следната седница на економско-социјалниот совет, која треба да се одржи веднаш по утврдување на репрезентативноста на синдикатот.